Добро дојде во студио за мојот гостин, IT експерт Ванчо Ордановски. Говориме за една тема која окупираше светската јавност, особено во последните години. Тоа е 5G системот. И сега во Македонија се најави таков вид на продор од страна на T-Mobile. Како вели T-Mobile, тоа се нови иновативни услуги во делот на освен, значи, за мобилната телефонија и другите бенефити, но и за медицината, медицината, диагностиката, операцијата на далечина. Што значи 5G во еден лаички контекст, речник? 5G само по себе кратенката значи пета генерација, со тоа што имаме 4 генерации назад на мобилни комуникацијски технологии, со тоа што оваа технологија е навистина еден драстичен и многу голем скок напред во револуција вистинска. Во кој смисол? Револуција и еволуција, но добро. Прво, се разбира дека ќе овозможи зборување по мобилен телефон, што и сите го правиме и на 4G и на 1G, но 5G ќе овозможи со своите технолошки решенија многу други комуникацијски можности кои што досега не беа можни на претходните G, на претходните генерации, затоа што имаше технолошки проблеми, пречки за тоа да се остварува, да се совладува. Основните неколку моменти на 5G технологијата, сега реков, не ја набројувам зборење по мобилен, пошто тоа се подразбира и тоа е базична некаква. Да, базична функција. Основните неколку моменти кои што треба да се знаат за 5G, ќе се обидам да ги кажам не технолошки колку е можно. Да, разбирливо, да. Се прво голем број на истовремени конекции. Тоа значи дека овие базни станици што ги гледаме по згради наместени мобилни, сега ќе бидат многу помали и ќе ги има во многу поголем број. Ама во многу поголем број, значи стотици базни станици, кои што ќе обслужуваат помала област, но ќе се преклопуваат помеѓу себе, така што нема да чувствуваме прекини во мрежата, во комуникацијата. Да. Но, тие нови базни станици имаат нова технологија, потполно нова технологија за комуникација, која што овозможува огромни брзини на интернет. Значи, 10, 20, 30 пати поголеми од што овие што ги имаме сега со LTE технологија. Но во Македонија, се извинувам што ве прекинувам, Македонија интернет брзината не е на завидно ниво, како што говорат некои информации кои се пласираат. Таму каде што има LTE не е лоша, не е лоша, но да прикажам сликовито, ако досега сте снимувале еден филм за 10-15 минути на LTE, сега ќе го снимете за 5 секунди. Сега? Кога говориме за 5G? Да. Добро. Но, и тоа е, ајде да речеме, не е страшно дали ќе гледаш за 5 секунди или за 15 минути најновиот, не знам, Game of Thrones. Пред се има нешто што се вика латенција. Значи тоа е времето кое што поминува, кое што го поминува сигналот во пат од мобилниот уред до базната станица и до целта и назад. Тоа се вика латенција. Значи, иако е тоа време многу брзо, и сега ќе биде уште помало и тоа ќе овозможи огромни можности за спојување на уреди на кои им треба практично инстантна врска. Ќе ви кажам кои се тие уреди. Например, во возилата се повеќе се поврзани помеѓу себе, се компјутеризираат, да. Така натаму. Досега не беше можно да, например, возилото добие инстантна информација дека на 500 метри пред нив има сообраќајка и дека треба да почне да кочи. Мислам, ние одиме натаму на такви интелигентни возила. Сега ќе може. Потоа, значи, сегде каде што имаме потреба за брзо читање на некаков статус, на некаква информација, сега ќе биде овозможно. Со помош на интернет ќе биде ова, исклучиво. Сето тоа ќе биде со интернет. Значи, како транспортна технологија и интернет технологија. Со тоа, потоа, досегашните базни станици, затоа и ќе се менуваат,
овозможуваат релативно мал број на истовремени конекции, дока и 100-150, може да има и некој понапред, али тука се цифрите, истовремени конекции на една базна станица. Сега замислете на стадионот на градскиот стадион во Скопје, кога игра, како беа овие големи фудбалски тимови, 40.000 луѓе сакаат истовремено да стримуваат, да селфија, да ги праќаат на своите и тоа е невозможно. Во моментов практично невозможно, бидејќи тие едноставно немаат таков капацитет. Сега овие конекции, овој број на конекции расте на стотици илјади истовремени конекции. Тоа значи дека се отвора еден цел нов диапазон на примени, особено во областа на така наречен IoT или Internet of Things или различни видови на сензори, поврзани уреди, автомобили, фрижидери, било што може да има корист, смарт технологија. Се што може да биде да биде поврзано на интернет, ќе може сега без никаков технолошки проблем да се поврзе. Тоа ќе отвори огромни можности за таа индустрија, која што веројатно ќе стане доминантна. Ние одиме на кај иднина во која ќе има и вештачка интелигенција, ќе имаме паметни домови, каде што секој сега ќе имате интелигентен температура, воздух, загадување. Сите уреди ќе бидат сите уреди ќе може да ги управувате. И се замислите во една урбана средина, еве Скопје, каде што имаме илјадници станови во мал и илјадници возила на улица во мал простор. Сето тоа ќе овозможи една брза и непречена комуникација и уште што е исто така битно, би требало да биде таа технологија далеку посигурна од досегашните комуникации, значи не може да се прислушува или да се нападне, и ќе биде многу посигурна во смисол на одржување на конекцијата. Значи, знаете, кога зборувате по мобилен, ако не чини сигналот, ќе се јавите одново. Никому ништо. Но кога имате критични апликации, каде што треба сигналот да биде постојано конектиран, always on, имате такви ситуации, тогаш мора бидете сигурни дека тоа ќе биде овозможено од технологијата. 5G ќе го овозможи тоа. Значи, тоа е отприлike вака технолошките бенефити, предности, И ги споменав јас. Тие ќе се изфилтрираат во практични примери. Медицински, точно е тоа. Тие веројатно и се најзначени. Замислете, ако вие мониторирате на далечина болен, или правите далечинска операција хируршка, и тоа е веќе и кај нас, мислам дека сега скоро имаше. Значи, на далечина преку интернет се прави се контролира робот кој што ја врши операцијата. Вие не смеете да имате ситуација каде што конекцијата не е баш сигурна или не е инстантна, фидбекот, значи повратната информација, видеото не касни, сега замислете да касни една секунда. Значи, ќе направи хирургот еден рез и после една секунда ќе види што се случило, отишло. Или, не знам, добил пациентот срцев напад, не може сега тука да бидеме полусигурни дали ќе стигне сигналот. Значи, има стварно критични моменти кои бараат совршенство од технологија. Сега околу ги споменавте мобилните телефони, ме интересира за тоа што прочитав една информација дека веќе има вградено систем на 5G во некои од мобилните телефони. Тоа се Huawei, Nokia, Samsung, Ericsson, тука не е iPhone. Имате ли објаснување некое? Не, ќе дојдат. Видете, 5G се уште не е воведена званично. Значи, ова што го слушаме дека има и така натаму се пробни инсталации. Добро. Се уште се тестира технологијата, не е докрај испеглана се. Бидејќи, знаете, едно е да го проектирате нешто на работна маса, на компјутер, а друго е во вистински услови, каде што имате разни пречки на сигналот, од типот на дожд, магла, не знам, лоши магнетни услови, громови, што ја знам и така натаму. Значи, дури ниво, например, во Јужна Кореја има, па не им испадна баш добро, па го укинаа. Значи, ќе треба да причекаме уште известно време. Веројатно за година, вела 2021 уствари, дека ќе биде годината на
реална употреба на 5G. Сега, производителите сакаат да бидат први во се. iPhone, Apple, не знам зашто. Веројатно е прашање на момент. Да, кога да. ќе... На ден. На ден, да. Што се однесува до нив. А за Huawei, за тоа што го споменав, да, таа војна која трае, кинеско-американска војна, има ли врска со 5G? Заради тоа што стребувањата се дека се прислушкувања, вметнувања во уредот на некакви уреди во самите мобилни телефони. Не верувам дека тоа баш е многу докажано. Сметате дека Сметам дека повеќе се работи за... специјална војна, студена војна? Не, мислам дека е повеќе комерцијална работата. Американците сакаат да бидат први, тоа се огромни пари, мислам, стотици милиарди, веројатно и трилиони долари. Можам да замислам што значи кога сите телефони во светот милиарди ќе треба да се сменат, знаете. Да. И зошто администрацијата на САД одлучи става да санкции. се откаже, да, и да санкционира. Они не се први, се објективно кинесите први почнаа со тоа. Тоа е голем стварна престиж, затоа што во крајна линија тоа се пресликува во продажба на уреди. Да. Луѓето сакаат најнова технологија и така натаму. Сега не е sejedno дали е Apple или Huawei од Шенжен, од Кина, знаете. И веројатно има тука дел можда вистина за прислушување, а можда и нема. Например, во Европа, никој Европска унија реши дека нема прислушување. Затоа ми е сомнежот. Мислам дека малку надуено. Да, добро. Ајде околу, говоревме за бенефитите на 5G, и сега околу лавината реакција која се крена, имаше петиција на 250 научници кои доставија всушност документ, петиција до Обединетите нации, дека мобилните телефони и антените предизвикуваат, или односно можат, тие не тврдат предизвикуваат, велат можат да предизвикаат ризик за канцер заради електромагнетното поле кое се произведува од радиобрановите. И ова се однесува на 5G. Да, сум ја видел тоа, дури во хистерија негде преминува, но една технолошка вистина е дека новите базни станици за кои ви расправав се со многу помала сила, бидејќи треба фатат многу помал простор, тие се микро базни станици, се веројатно одредот на 100 пати послаби од сегашните. Како јачина на сигнал. Да. Точно е дека тој фреквентен офсек кој што го користат, тој милиметарски опсек, многу високи фреквенции, може да биде штетен, меѓутоа со многу 1000 или 10.000 пати поголема сила на зрачење од ова што ја имаме што ќе ја имаме во мобилните телефони или во работните станици. Знаете, тоа е сега како да речете, не ќеме не знам 40 киловолтни далноводи зрачат. Све зрачи, мислам, тоа е тоа. Но прашање е со која сила зрачи. Значи не е седно дали сте на јако сонце или сте на и кое е UV зрачењето, дали е факторот 9 или е 1. Но тоа е едната страна на работите. Другата страна на работите е дека такви подписи и научници, ја од која знам, а многу долго сум во технологија, постојат. Значи нема што. Прво, јас сум човек кој што LCD мониториве кои што сега се, стандардни, ги немаше до пред неколку години. Пред тоа гледавме во оние со цевки класични монитори, кои што не зрачат, него магнетизираат од што зрачат. Па нешто не се чувства. Всушност, настрана од такви кажувања, големите светски компании од типот на T-Mobile, на овие британски O2, British Telecom и така натаму, и во ЕУ има се мандатирани да постојано и континуирано вршат мониторирање на влијањето на зрачењето, меѓу другото, на своите потрошувачи, на нивните клиенти, на луѓето кои што ги користат мобилните телефони. Значи, 1G, што би рекли, се појави 85-та, 6-та негде. Значи, од тогаш до сега имаме добри
20, 40, Да, пола век. пола век е. Да. Значи, тоа се мониторира од пред пола век Да, до да. денес. Во ниеден мониторинг, пазете, владите, не компаниите, може и да очекуваме да фалшираат Да, нешто. да. Меѓутоа владите ги добиваат тие. Значи има, јас знам, и мои пријатели некои по странство што живеат, еднаш месечно има анкета. Мора да ја пополни, да се прегледа крвна слика, не знам што, за да видат Да. дали влие. Никогаш нема докажано никако. А 1G, особено и 2G, зрачеа далеку повеќе него сега 4G, а 5G уште помалку ќе зрачи. Така што мислам, јас не сум експерт. Мислам, се надевам дека нема да се докаже тоа. Ама вака гледано, не верувам дека е тоа некаква Има реалност. контрадикторни студии. Еве, например, Белгија ја блокираше можноста за влез на 5G. Некои од европските земји се противат. Швајцарските студии покажуваат дека нема никаков ризик за здравјето. Знаете, политичарите понекогаш веројатно и тие се луѓе во крајна линија може да подлегнуваат на Добро, и некаква го- пропаганда. и го штитат. Инаку, на 23 март оваа година на собирот на шефовите на влади на ЕУ во Добро. Брисел е едногласно, веројатно и Белгија во тоа, Да. донесена одлука да се прифати 5G како идна технологија. Да, тоа е ставот. Тоа е званичниот став на владите, на шефовите на влади на ЕУ. А Белгија можда нешто прави. Ама и они гласале бидејќи било едногласно усвоена Да, резолуцијава. А 23 март е пред два месеца, мислам, не е кој знае од кога. Така што Но сепак постојат дилеми и сомнежи и знаете противења како, во самата Европска Унија. Сметате ли заради тоа што јас говорев и со невладините организации кои се задолжени за екологија, за животната средина, за чувување на здравјето на луѓето, и Министерството за екологија, и тие немаат никакви сознанија всушност. Сметате ли дека би требало вие да имате некакви средби едукативни? Видете, со оглед дека 5G јас сум се во крајна линија предприемач, сега ќе ви кажем од мојата гледна точка. 5G ќе донесе огромни помаки. Ќе се залагате за инсталација негова? Но тоа ќе донесе објективни предности и можности за економијата Да, и во Македонија. Тие предности треба да ги препознае било која влада, и ова, и следна, и предходна, и да изгради став. Ние немам никаков став, ни ваков, ни таков, ни лош, ни добар. Не, нема. Да, во моментов нема. Нека ги едуцираат граѓаните. Има паника, ги гледаме по социјални мрежи. Особено по Вака ќе биде, социјалните мрежи, да. Сега, социјалните мрежи не се единствено мерило на мисленето на граѓаните, бидејќи тоа е дел од Да, се разбира, но се значаен сегмент и тоа. се. Шарината И го револуција ствараат го покажа. јавното мнение, знаете, но секоја влада, секоја држава мора да си преземе активности за да објасни на граѓаните што е тоа. Слично во крајна линија кој што имавме со вакцинација, мислам, стара приказна, но ете ја. Тоа е светски проблем и светски Да, проблем но на само со лажните едукација, вести, да. Јас лично мислам дека толку е значајно да ја прифатиме дури и со званична декларација 5G технологијата. Имаме среќа што го имаме T-Mobile. Мислам, на страна се. Нема сите земји да добијат 5G веднаш. Благодарејќи тоа што го имаме T-Mobile, кој што е една од водечките компании во светот со 5G, ќе го добиеме релативно рано. Или во исто време. 2020 ја споменав дека е 2021, можна. да. Меѓутоа тоа ќе биде во За Македонија. рамките на цел свет. Да, Реков, да. досега е само пробно, не е нигде воведено Да. како стандардна технологија. Имаме среќа и сметам дека тоа треба да се приграби како да се зграби таа шанса да се има. Да. Добро, јас ви благодарам Ванчо Ордановски за овој разговор.